Шесто едукативно видео. Како се уништуваат парите? Се сеќавате како се создаваат нови пари кога банката одобрува заем? Кога некој ќе го отплати заемот, се случува спротивниот процес и парите всушност се уништуваат. И тие практично исчезнуваат целосно од економијата. Ова е од суштинско значење, бидејќи значи дека ако ние јавноста почнеме да ги намалуваме нашите долгови со тоа што ќе позајмуваме помалку и ќе враќаме повеќе, тогаш количината на пари во економијата всушност ќе почне да се намалува. Ако сите заеднички ги намалиме нашите долгови за 1 милијарда фунти, тогаш понудата на пари во економијата навистина ќе се намали за 1 милијарда фунти. Ќе има 1 милијарда фунти помалку пари кои циркулираат во економијата. Ако значително го намалиме долгот, тогаш намалувањето на понудата на пари би можело да предизвика економијата да забави или дури и да застане. Само помислете на проблемите што настанаа кога банките одбиваа да даваат кредити за време на финансиската криза. Значи, и ако сите мислиме дека е добра идеја да се ослободиме од долгот, и повеќето од нас се обидуваат да го направат тоа, додека го задржуваме сегашниот систем, ќе биде невозможно да го намалиме колективниот долг, без да ја забавиме и потенцијално да ја уништиме економијата. Да видиме точно како се уништуваат парите кога заемот се враќа. Да започнеме со Роберт, кој се уште должи 10.000 фунти на Barclays, но веќе ги потрошил парите, па неговата банкарска сметка е на нула. Балансна сметка на Barclays. Лева страна активи, она што заемопримателите и го должат на банката, плюс парите на банката. Десна страна, пасиви, она што банката го должи на депозитарите. Лева страна, заем на Роберт, 10.000 фунти. Десна страна, сметка на Роберт, 0 фунти. По неколку месеци, Роберт одлучува да врати дел од заемот 1000 фунти. Тој ги префрла парите од сметка во друга банка на својата сметка во Barclays. Сега, Роберт се уште должи 10.000 фунти на Barclays, но има сметка во Barclays со салдо од 1000 фунти. Кога Роберт ќе повика Barclays и ќе каже дека сака да плати 1000 фунти од заемот, Barclays едноставно го намалува салдото на неговата сметка на нула и го намалува долгот за 1000 фунти. Всушност, и активата и пасивата се компенсираат една со друга. Враќањето на заемите ја намалува количината на пари во економијата. Бидејќи и понудата на пари во рацете на јавноста е составена од бројки создадени од банките на банкарските сметки на луѓето, враќањето на заемите на овој начин всушност ја намалува количината на пари во економијата. Секако, сега кога дел од заемот на Роберт е вратен, Barclays можеби ќе бара друга можност за заем и ќе даде нов заем за да го замени овој, во кој случај ќе се создадат нови пари и понудата на пари повторно ќе се зголеми. Но ако банките се плашат да даваат заеми, например по голема финансиска криза, и јавноста се обидува да ги намали своите долгови, тогаш понудата на пари во економијата ќе се намали. Еве го во наједноставна форма. Ако сакаме повеќе пари во економијата, треба да имаме повеќе долг. И ако сакаме помал долг во економијата, треба да имаме помалку пари.